Црквата Свети Кирил и Методи во Прилеп или кај народот позната уште и како Параклис. Има навистина богата и интересна историја на нејзиното создавање и изградба, која од друга страна е малку позната кај прилепчани. Имено во 19-тиот век култот кон светите браќа Кирил и Методи доживува препород и добива на значење. А тоа е поврзано со прославите од 1000 годишнината од Моравската мисија во 1863 година, како и 1000 годишнините од упокојувањата на рамноапостолите, Свети Кирил 1869 година и Свети Методи 1885 година. Ова е период и кога подемот на Прилеп во 19-тиот век придонесол градот да стане центар на силен национален дух, што пак од друга страна придонесува Прилеп да стане и центар на борбата против бугарската екзархија и грчката патриаршија. Во тој момент во градот Прилеп постојат и функционираат и двете цркви, Свето Благовештение и Свето Преображение. Практично ова е местото позади нас, каде што стоиме, од каде што започнала целата приказна, односно целата историја околу изградбата на храмот Свети Кирил и Методи, кој што кај народот е познат како Параклис. Да, точно така, се наоѓаме точно пред тоа место. Но интересно е за гледачите да се спомне како дошло до изградба на Параклисот, односно на првичната црква посветена на светите рамноапостоли Свети Кирил и Методи. Рашкомалците во населбата во која и се наоѓа самиот објект биле познати по својот борбен патриотски дух и сакале тие да имаат служба на свој мајчин јазик и своја црква каде што ќе можат да си ги обавуваат религиозните обреди. Малку тешко одеше истражувањето кога е подигната таа првична црква и кога е или првичниот Параклис, односно кога е ставен во употреба, бидејќи податоците се сосема оскудни, но сепак се доволни да направиме некоја хронолошка детерминација на годините од кога е откриен, како што се вели во тие извори, самиот Параклис. Така, Тодор Станков се извинувам, во своите спомени по повод чествувањето на 1000 годишнините од Свети Кирил и Методи во Прилеп, ни оставил податок дека неколку години подоцна, од учебната 1884-85 година, во Варошко Мало беше откриен Параклис. Со една реченица ја споменуваат и Георги Трајчев во неговата книга за град Прилеп и Јован Хаџивасилјевиќ во неговата книга Прилеп и негова околина, во која наведуваат дека во 1890 година во Варошко Мало беше откриен Параклис на Свети Кирил и Методи. Според доктор Ели Луческа, научен советник во Институтот за старословенска култура од Прилеп, покрај овие податоци, од архивата на црквата можело да се дознае и тоа дека според записите на Прота Борка Талески, кои што се однесуваат на црковното пеење во Прилеп, се споменува дека уште во 1884 година била купена и приспособена за црква куќата на Мотевци, под иницијатива на поп Спасе Игуменов, Томе Шапчевски и Стеван Зарески. Меѓутоа, покрај овие иницијатори, Стојан Ковиловски пак доаѓа до сознанија дека и во науката е тоа така најверојатно прифатено, дека сепак иницијатор покрај поп Спасе Игуменов, како еден од поважните, е и свештеникот Алекса Попов или Алекса Ковачевиќ, кој што бил председател на Српската црковно-православна училишна општина, но кој што се залагал во таа општина наставата да се одвива на мајчин, македонски јазик и исто така религиозните обреди во црквата Свети Кирил и Методи да бидат на македонски јазик. Тој, поради таквите ставови, во 1887 година, ваквите ставови ги изнесол пред бугарската екзархија со следните зборови, кои значајно да ги цитираме за нашите гледачи, во кој што им рекол: "Убаво е човек да знае јазици на другите народи, но кога во црква се чита и пее на мајчиниот јазик, ете, од тоа немало поубаво на светот. Несреќите ќе не следат, ќе паѓаат македонски глави, се додека со сопствена македонска црква, со сопствени македонски училишта и со сопствени сили не се извојува победата за Македонија."
Тој поради овие свои ставови е прогонет во селото Тополчани, каде заедно со неговиот син продолжуваат со активностите, а нив им се придружува и поп Спасе Игуменов, кои на 2 јули 1887 година испраќаат барање до Истанбул, односно до османлиските власти, за и подпишуваат една изјава во која исто така е интересно за гледачите да добро е да знаат и ќе ја цитирам, во која се вели: "Сакаме да имаме македонско народно училиште, бидејќи не сме родом бугари, затоа не познаваме ни бугарска црковна општина и ни нивните училишта. За религиозна заштита го познаваме на папата, но без измени на догмите на православната црква." Нивното барање во Цариград им било прифатливо, меѓутоа без придавката македонски, нешто што и денеска се соочуваме со доделување на томосот за автокефалност на нашата македонска православна црква, Охридска архиепископија, во која што не нарекуваат само Охридска црква без придавката македонски. Значи овај проблем не е сегашен, туку еве и ова изјава се провлекува, ни потврдува дека се провлекува низ годините. Меѓутоа дека србите сепак успеале да се наметнат, бидејќи тие покрај бугарите и грците се бореле, имале своја српска пропаганда уште во 19-тиот век, од една страна, но од друга страна, кога најрано пак профункционирал Параклисот, дознаваме од повторно од архивата на црквата Свети Кирил и Методи, во која се чува книга за крштените деца од 1892 до 1829 до 1890 година, каде што првото крштевање во Параклисот Свети Кирил и Методи е споменато во 1872 година и каде што се вели дека на ден 20 февруари 1872 година е извршено крштевање на Милан, осмото дете на Јачин и Јованка Јошевиќ, значи гледаме српско презиме, од страна на свештеникот Никола Стевановиќ. Второто крштевење е заведено под датумот 6 јануари 1875 година и од тоа сите години редом имаме крштевање во Параклисот, односно црквата. Како што може да се забележи, во разни документи се споменуваат различни години. Сепак, според црковните лица, како почеток на функционирање на Параклисот, се зема 1872 година, кога е направено негово мало осветување, за да потоа Параклисот прерасне во црква околу 1884 година, а во 1890 година е направено големо осветување. Луѓето кои сакале да го слават Бога на свој разбирлив јазик, правеле најпрво мали цркви, Параклиси не биле толку финансиски моќни, а потоа, собирајќи средства и донации, токму тоа местно население што живеело во ова место, како што го нарекуваат Прилепчани Варушко мало, собирале донации и почнале да ги градат црквите, посветени на светите браќа Кирил и Методи. Тоа е и денешната црква и се вели дека и всушност и таа е осветена од светиот Николај Велимировиќ. Постојат три типа на луѓе. Едни кои веднаш и без размислување го отфрлаат и негираат Бога, други кои ги читаат житијата на светиите и се воодушевуваат, а третите се оние кои ги читаат и ги исполнуваат, живеат по нив. Самиот Господ Исус Христос на овој свет доаѓа да го спаси човечкиот род, а спасувањето не се случува автоматски, туку бара и наша активност, односно бара една сина енергија помеѓу човечкиот труд и благодатта Божија. Благодарение на разбирањето на Словото Божјо на својот словенски јазик и нашите предци учествуваат во тој влог за спасението на нивните души. И со тоа се случува едно божествено, воскресенско, македонско и словенско просветение. Токму и овој храм е посветен на светите браќа и македонски просветители словенски Кирил и Методи, кои се вложиле за да не просветат нас преку тоа слово разбирливо. Глаголицата, првата азбука која ја напишале и со тоа се истакнале пред сите словенски народи. Овој храм е значаен и по тоа што
Тука имаме мошти на светиот Климент Охридски, кој бил нивни ученик и е патрон нашата Света Македонска православна црква Охридска архиепископија, но исто така имаме мошти од светиот Пантелеймон, чудотворец и парче од облеката на светиот Јован Кроштацки. Сегашниот храм започнува да се гради во 1926 година, а изградбата завршува 10 години потоа во 1936 година. Оваа црква е изградена во времето кога Македонија се наоѓа во кралството на србите, хрватите и словенците и е позната како црква на српскиот крал Петар Ослободител. И повторно тука српските власти сакале да го наметнат своето влијание и да ја преименуваат во нивниот светител, заштитник, покровител Свети Сава, меѓутоа поради борбениот дух на варошкомалците не успеале, бидејќи им рекле, тие им се обратиле со зборовите нити црквата е ваша, нити вие имате право да ја именувате, и на тој начин си останала дедикацијата на солунските браќа Свети Кирил и Методи. Комплетно архитектонскиот изглед го има обработено колегата Кокан Грчев во неговото дело Црковно градителство во Македонија 1918-1940 година, во кој што кажува дека само источната фасада е започната со изградба од 1927, која е траела до 1935 година, а додека останатите делови од објектот се изградени од 1930 година па некаде до 1935 година. Заслужен за ваквиот изглед бил тогаш доста познатиот архитект Момир Коруновиќ, и ова е едно од неговите највеличенствени и најзначајни дела. Интересно е да се каже дека иконите од сегашниот иконостас потекнуваат од старата црква, што само по себе зборува дека и таа била со големи димензии како сегашната. Иконостасот кој го имаме пред нас и сите овие престолни икони кои ги гледаме потекнуваат од старата црква. Како тоа го дознаваме по годините и по зографот. Имено зографот на овие престолни икони е всушност последниот зограф во Прилеп кој што сликал по средновековните традиции, особено по традициите на Дебарско-зографската школа, и примерот на, се разбира, Дичо Зограф од село Тресунче. Станува збор за Јован Атанасов Будимовски или познат како Јован Прилепчанин или Јован Зограф. Тој бил зет за сестра на Адамче Најдов, од кого што ги учел занаетот и 17 години заедно работеле со него, најпрвен како ученик, а потоа како ортак. Овие престолни икони се насликани во 1892 година со исклучок на престолната икона посветена на Свети Трифун, која е сликана во 1893 година. Заедно со дверите на кои што е представено благовештението Богородичино, тие представуваат една комплексна целина и од тука заклучуваме всушност за димензиите на првичната црква за која што стана збор. Значи, таа не била сепак Параклис, таа сепак била приспособена, бидејќи во изворите се велеше дека Параклисот бил куќата на Мотевци била приспособена во црква и црквата ги имала од прилика практично овие димензии, да. Она што исто така би сакал да потенцирам за гледачите кои што можеби не се запознати, дека и оваа црква има практично две цркви. Овој простор каде што сега се наоѓаме и веднаш под него практично се наоѓа уште еден простор каде што има и крипти, каде што се наоѓаат пак посмртните останки на војниците загинати во Првата светска војна. Да, значи оваа црква е и потоа една од поуникатните и поединствените, тоа што е составена од две цркви, така наречена Долна црква, во која што исто така има иконостаси каде што најпрвин започнало службувањето со спомен костурниците од двете страни, од левата и од десната, и горна црква во која што и денес се одвива службата. Тука во подромот во храмот имаме крипти, односно коски од војниците кои всушност учествувале во балканските војни.
и во сите војни што се одвивале тука, односно најблиските фронтови што биле тука отварани спрема Солун, и на број се околу, според неофицијални податоци, околу 4500 војници. А свештеничкото братство, како и секоја година, во слава и чест, нели, молитвено застапништво, се моли за покој на нивните души и ги слави и ги спомнува пред престолот Божи. Храмот Свети Кирил и Методи или Параклис е едно од велелепните архитектонски изданија во Прилеп, изграден во правецот кој што се нарекува романтичен експресионизам. Скоро еден век со својата убавина, но и благодата на богослужбите ги привлекува верниците од градот, но и пошироко.